Добар ден, драги ученици! Денеска ќе работиме превентивни вежби за сколиоза, но први ќе објасниме што е тоа сколиоза, какви видови на сколиоза имаме, причините поради кои се појавува сколиоза, ќе направиме еден наедноставен тест со кој може да се увиди, барем првично, дали има некое си веќе искривување, како и сите други деформитети, тука важи она дали е веќе лошо држење или имаме некое, да кажеме, искривување што веќе зема стадиум на деформитет. Сколиозата, во споредба со деформитетите што ги работевме претходно, кифоза и лордоза, е искривување, во друга рамнина, не е кон напред-назад, туку во странична рамнина. Што значи поместување на телото од десна и лева? Може да биде поместување на десното рамо да биде повисоко, што прави да имаме десна сколиоза. Може да биде поместување нормално левото рамо да биде повисоко. И сега ќе одиме на тоа да видиме какви видови на сколиоза имаме. Видови на сколиоза од тип на стадиум на зафатеност е функционални. Функционални значи веќе имаме лошо држање, но со исправање, со волја, може да задржиме телото исправено, немаме стадиум што е во стадиум во кој деформитетот е активен, односно го зафатил коскеното ткиво. Лошо држање, но веќе коските и рбетниот столб не се израснати во крива линија, не се зафатени коскените, тврдото ткиво. Структуралната сколиоза веќе имаме зафатеност на тврдото ткиво, односно на рбетниот столб. Рбетниот столб кога е зафатен, кога имаме искривување, тоа стручно го викаат конвексна и конкавна страна, на едната страна прашлените се повеќе притиснати, на другата страна од рбетот би било да се повеќе истегнати, имаме притисок. Со тоа што ово искривување, прашлените се притискаат кон левата страна, десната страна поистегнато, и како што може да видите, целосно мускулатурата е зафатена, и лопатките се поместени и раменскиот појас. Сега, функционалната сколиоза, вообичаено е лошо држење, причина лошо држење, и може да се коригира. Битно е да се најде точната причина, а потоа да се прават соодветно вежби за да се исправи. Тоа треба да биде точно диагностицирана и треба да се внимава многу на држењето и може да се носи и корсет. Сега, структуралната, за разлика од другите деформитети што работевме, сколиоза може да има и други причинители, не е само држење, може да биде вродена, генетска сколиоза, која е тешко да се објасни зашто се појавува и како се развива, како се прати, кога ќе има бум. Најголемиот проблем секогаш е во пубертетот, во раст и развив, тогаш многу мора да се внимава. Има исто идиопатска сколиоза, што може да биде детска, адолесцентска или возрастна, што се развива во одреден стадиум, што исто така причинител не е во она или лошо држење, и од некоја болест, кој може да бидат парализа, детска парализа, церебрална парализа, но и други болести, во кои прелегувањето на болеста доведе до сколиоза. Исто така може да биде и повреда. Повредата може да биде на сиот овој дел од рбетот, од коковите, па дури и нозете може да бидат зафатени со поместување на статиката, рбетот, раменскиот појас, вратниот појас. Што може да биде, дури со повреда на некој дел од колкот или ногата, може да се помести овој дел тука, односно вака, што доведува до тоа рбетот биде искривен и со повреда практично да предизвикаме, без разлика може да имаме и комбинирано повреда, на горен дел, на долен дел на телото, да предизвикаме и дури и повеќе кривини. Ово би било целосно, кога би била лева, така, искривување. Така нешто, причинител би бил повеќе колкото. Сега, како би ја поделиле грубо, би ја поделиле на делови од рбетот. Тука може да биде сколиозата вратна, каде што искривување имаме точно во вратот, во овој дел од рбетот.
тоа не е вратна сколиоза, може да биде, вика грбна сколиоза, каде што искривување имаме во грбот, горниот дел, одлично, така ја гледате кривината како искрива, и може да биде во слабинскиот дел, ќе покажеме еве. Така, одлично, слабинскиот дел каде што гледате еве во горниот дел од грбот и од вратот немаме, но имаме искривување во слабинскиот дел. И она што е најкомплицирано, најкомплексно и најлошо во сколиоза е дека може да биде со 2, па и дури со 3 кривини. Што значи имаме лева слабинска, тука сколиоз, тоа е десна слабинска, лева грбна, па дури може да биде и вратна. Како телото го прави тоа? Да кажем, ако имаме проблем со лошо држење, со една нога, така едната нога обично не е совиена, другата е исправена, значи телото се искривува така, бидејќи не може да остане вака, се прави компензација во овој дел, така, еве ова обратно да кажеме, значи така што би зафатиле 2 кривини. Може би не се гледа многу убаво, кај колегата професор Бојан, бидејќи има доста така исправен грб, нема деформитет, но еве вака би изгледало тоа. Гледате, раменскиот појас може да биде прав, а сепак да имаме 2 кривини. И сега причини за сколиозата може да бидат, значи активни и активност, некоја активност, каде што имаме нееднаков развој, тоа може да биде и спорт, каде што се форсира многу едната нога или едната рака, со недоволно вклучување на вежби кои се наменети за правилен раст и развој за грбот, односно превенција од деформитет и работење вежби за грбна, за стомачна, за слабинска мускулатура. Исто така може да биде и пасивност. Пасивност е седење, стоење, лежење, долг период, значи сати во поглед на тоа каде што мускулатурата се адаптира. И кажавме, ако се адаптира само мускулите, со сила на телото, на мускулите може да се исправи. Ако помине кон структурална, значи сколиоза, да биде зафатени коски, многу е потичко. Она што е битно, треба да се точно најде причината поради кој е сколиозата, што може да биде, значи кажавме, пореметена статика и во колено, значи држење, лошо држење, комбинирано може да биде, она што кажавме пасивна активност, лошо држење и активност во спорт, со една рака, со една страна, без при тоа да се води долгорочен, значи развој со додатни вежби за да имаме правилен раст и развој. Значи спортот може да биде причина и за појавување, па дури и зголемување на деформитетот. Така што со некоја комбинација, ако ни е така пријатно, ние да седиме, ќе продолжиме да седиме, така ќе обавуваме некои активности и ќе го зголемуваме ова лошо држење да биде во деформитет. Како ќе го направиме овој тест? Колегата е веќе спремен, ќе помогнеме тука со другиот колега професор да видите како едноставно дома може да се направи груба проценка, дали има или нема сколиоза. За секоја дополнително, да кажеме, и точна проценка, ќе мора да направиме целосно, така, ќе се завртиме само ваки, ќе се наведеме кон камерата, одлично. Треба дополнително рентгенска снимка во поглед на точното диагностицирање на сколиозата. Ова е пример да видите. Во мал случај, значи е доста нормално и често да се има сколиоза. Пушти ги само раците малку надолу, така. Одлично. Она што не го споменавме, еве да не биде запоставено, може во сколиозата да биде вклучено во ваквите држења, може да се исправи Стефан, сега само ќе завртиме, и ротација. Значи, ротација каде што имаме странично искривување и ротација на прашлените. Тоа е најспецифична, најкомплицирана и најтешка за работа. Така. За Стефан веќе знаевме дека во така пубертетскиот период имал сколиоза, еве дури се гледа тој дел, и работел вежби, доста се исправил, да кажеме, коригирал правилно, но еден дел еве така остана. Значи ова е едноставен тест. Значи во претмон, длабок претмон се обележуваат прашлените со фломастер, со маркер и потоа кога се исправите ќе добиете еве држење. Зошто знаеме дека има сколиоза? Гледате поставеност на лопатките, каква е во исправено држење. Значи се на различно ниво. Едната е повисока погоре, другата е по-сплескана, испакнатост е различна, просторот тука може да биде зголемен, иако кај него е средниот дел, значи веќе не гледаме, некој не е типично слабинска, не е типично на
на грбна. Ова би требало само да го доцртавме горе, зашто може да има тука мала компензација. Значи на прилично исправеност, погледате дека може да видите едното рамо е повисоко, другото рамо е пониско, што точно имаме пример без да го местиме, што ни покажува што значи како ќе се појави кога ќе се исправите вашата кривина на рбетот и ќе видите дали имате или немате некоја сколиоза. Значи слабински дел, грбен дел, вратен дел и компензирање. Сето тоа се базира на првин статика, дали добро, правилно стоите, како ја пренесувате тежината, како е статиката на рбетот, па се до вратот, значи како ја држите главата. Во поглед на сето тоа, значи статика, најголем причинител, најчест причинител за функционалната сколиоза. Сега ќе ги раздобиме поединечно самите држења, значи во положба на стоење, седење, лежење, така што ќе видите колку тоа може да биде штетно и колку ефект има на вашиот рбет. Така. Први пробаме така со ранчиња, така. Стоечка положба. Добар ден, градни ученици. Овдека ќе се потрудиме во овој дел со колегата Бојан да ги објасниме причините кои се од онај дел на пасивност во одредени положби или држења да речеме, кои што по нивна долготрајна примена, долготрајна употреба или задржување доведуваат првен до лошо држење, а потоа и до појава на деформитет. Ако забележите овдека, најчесто кај нас учениците, она што се случува во училишната возраст е, речеме, носењето на ранец со една рамка или со две рамки преку едно рамо, најчесто доведуваат зајакнување на страната, на десната страна, каде што десната се спротиставува на тежината, а најчесто најголем причинител за деформитети е всушност земјата тежа која сите мускули или сите наши држења ги влече кон земјата, а ние треба да се спротиставиме. Ако имаме неизбалансирано држење, во овој случај со ранец, бидејќи се спротиставуваме на тежината на ранец, кој знаеме дека може да биде 5, 6, 7, па дури до 10 кг, зависно од тоа што опрема и училишен прибор носиме, спротиставувајќи се заземаме на положба каде што рамето, десното рамо во овој случај зафаќа повисока положба и веднаш добиваме со тоа држење и доколку го ставиме ранецот веќе цврстината на мускулите на десната страна доведуваат до она што се вика, барем за овој дел, градна или десна сколиоза. Во дел на седење, најчесто, бидејќи долго време сме поставени во училишните клупи по 6-7 часа, најчесто во последните 4-5 години, барем така кај нас, ние овдека столчето ќе го извртиме со делот за грб на страна, за да можете и од двете камери, од двете агла да видите како е лошото држење. Оно што најчесто е проблем, не избалансирана или нееднаква висина на масата и на столчето во однос на нашата телесна висина, бидејќи сите столчиња и клупи училишни се стандардни, но и дома нечесто обрнуваме внимание да тоа биде адекватно според нашата не возраст, туку висина во однос на возраста. Најчесто ако учениците седат приклонети кон напред и заземаат некоја странична положба на пишување, често вака подгрбавени, не само што е во кифотично, туку десното рамо вака пишувајќи подигнато 4-5 часа, прави да сепак искривувањето оди во десна страна и најчесто во грбниот дел се прави сколиоза, или пак веќе во средно училиште, кога учениците почнуваат да ги прекрстуваат нозете, ево дека ќе покажеме со десна нога прекрстено, се подигнува во колковите имаме извиткување кон десно, но или телото зафаќа некоја компензаторно движење, па дури може да биде и она што кажаме како преска на сликата двојна сколиоза во десна страна со слабинскиот дел, но правиме компензација во левата страна и добиваме дури двојна сколиоза. Најчесто не водејќи сметка за
видот од некој срам или страв да се посети лекари, да се земат очила, имајќи проблем со видот се приближуваме кон напред, или пак ако носиме неадекватна, нели, несредена коса со шишки преку очи или преку едно око, најчесто доаѓа до поставување лошо на вратот, речем во лева страна, и дури сколиозата веќе започнува од вратот, а може да се случи и да компензира во долниот дел од градниот и од слабинскиот дел. Сега ќе може да покажеме и во стоење што најчесто се случува. Само да направиме простор. Најчесто да речеме при држење на тело, наместо да имаме нормален исправен став кој би требало да го зафаќаме во текот на денот, ние земаме некоја положба во која телото сакаме да го одмориме, да речам така, или пак некоја навика, но честопати со една нога испружена во десна или лева страна или прсти, правиме да колкото е дури и без цртање и без мајца, веќе се гледа дека еден колк е повисок, во мој случај левиот и на колевата, и веќе се случува да, или пак со свиткување на коленицата кон натре, што честопати сме виделе дека имаме нели, такви држења на тело и дури кај нашите најблиски доведува до сега изгледа на држење вака, но телото и кога сакаме се исправиме веќе заземало положба на сколиотично лошо држење или појава на сколиоза. Инаку, само кратко, најважно да се каже дека целата превенција во овие, да речеме, деформитети на рбетот е првенствено во правилно држење на телото, па дури иако зафаќате, да речеме, 5 минути во една положба, ако ништо друго искомпензирате со 5 минути и на друга страна и потрудете се телото потоа да го поставите во избалансирано, нормално право држење на целото тело, за да може или да не му даваме можност земјината тежа веќе да ни го повлекува рбетот во лево, во десно или пак напред или назад. Она што се однесува до земјината тежа, сега ќе се обидеме уште овој дел пред да започнеме со вежбање. Најдобро може да го објасниме со топка, во овој случај пилатес топка, слободно ќе седне, јас само ќе објаснам. Дури на самата топка има концентрични кругови кои што некако на крај ни даваат една точка, во овој случај нели точка за исполнување на топката со воздух, но таа точка е всушност и најважниот дел на нашите вежби, бидејќи тоа е идеална, нели, центар на топката која што се практикува да ни овозможи правилно седење со нели исправен рбетен стол. Што значи тоа? Доколку ние имаме лошо држење и почнеме во лева страна во грбниот дел, значи да правиме сколиоза, веќе не изфрла, топката не изфрла тежиштето, веќе веднаш и принудени сме да го искоригираме тоа држење. Доколку одиме во десна страна, односно левото рамо го подигнуваме, имаме некој слого, веќе не изфрла од тежиштето и мораме да искоригираме. Значи, дури сега во превенција има столчиња кои што се наменети и за во домашни услови или за вработени во канцелариски услови, да речеме, кои што се 7-8 часа со лошо држење, работа со вкрстена нога или подграбавено, да има на самото столче во основа поставена и топка за да можат да имат избалансирано држење. Или пак ако имате некој лошо држење, како што покажеме од стоење со колкови да одат, да кажеме, со десен колк повисоко, иако е во колк сколиотичното држење, веќе гледаме дека дури непријатно да се седи, да се балансира на овој начин, што телото тоа го прави кога сме во положба на седење на стол, на столче или во исправена положба и веднаш мора да се вратиме. Така да, тоа ќе се случи и во спротивна страна. Дури да сакаме да искомпензираме со горниот дел на трупот, некако тежиштето со топката не е да топката дозволува да мора да го запатиме идеалната положба адекватна за нашиот рбетен стол. Она што се случува со крстување на нозе, веднаш, значи
самото вкрстување дава да колковите не лежат на топката, дури лежиме на еден колк и она што ни прави да се извиткаме, мора да ги вратиме носите. Нема балансирање дури во горниот дел. Значи, тука сака да каже, самиот реквизит кажува дека баланс нема. Баланс единствен не е во компензација со горниот дел на туку компензација е враќање во нормално, правилно исправена положба, иако века може помала е оваа топка за моја висина, со поголема топка, бидејќи се наменети за ученици, со поголема топка би требало над коленицата и под коленицата да зафатат прав агол, а и трупот треба да биде под прав агол во однос на над коленица, што е мерка секогаш за висината на потребната висина на столчето или потребната висина на масата, треба секогаш да ни биде за да ни овозможи прав агол на над лактица со под лактица, за да можеме да работиме или да бидеме активни за цело време во правилна исправена положба во училиштето. Од овој дел понатаму продолжуваме со вежби за загревање, кои што ќе имате можност да бидете издемонстрирани со нашите колеги за да се видат движењата во работниот стол, потоа вежби за истегнување и со тоа ќе дадеме некои насоки за превенција со физички вежби. Така. Значи, ова се превентивни вежби за сколиоза, не се вежби за веќе диагностицирана сколиоза, за корекција или поправка. Значи, мора да расчистиме дека кога веќе е диагностицирана сколиозата, значи може да се завртиме со грб, значи веќе е многу битно како се прават вежби, дали за лева, десна, целосна, градна слабост. Значи, само специфично пропишани вежби соодветно на сколиозата може да ги работи тој што веќе има сколиоза. Значи, контраиндицирано да се работат вежби на своја рака или така од прилика нешто. До овие вежби значи се повеќе за истегнување што ќе ги работиме превентивно. Зашто ако работите вежби што се, да кажеме, со 50% од двете страни, значи вие може да го зголемите. Со поправка на оваа сколиоза, значи ние би требало ова е истегната страна, ова е скратена страна, ова да ја истегнуваме, така, но да и бидеме вешти, зашто ако само правиме вака, гледате дека сколиозата може да овој дел да го ставиме крут и да остане таква, да не ја коригираме. Значи само со снимка, со специјално препишани вежби може да се коригира. Така, сега ќе почнеме со загревање, динамичко загревање, значи може и натаму да работиме со грб да гледат. Значи имаме трчање во место со кружење со рацете. Така. И назад, и назад, така. Одлично, трчаме во место и пружаме една рака, друга рака, високо горе, високо горе, високо горе, високо горе, така. Одлично. Што повисоко горе? Одлично. Сега трчаме и узрачуваме. Малку да ја качуваме циркулацијата, крвотокот. Добро. Сега одиме со високо кревање на прстите, истегнување и испуштање на бедрите. Високо креваме, а цело време ги држиме рацете исправени. Значи се креваме високо, се трудиме да го истегнеме ревото и се спуштаме контролирано на петиците. Сега одиме со високо кревање на рамениците и ги спуштаме. Високо кревање, често има тензија во овој дел на ребетот. Се акумулира, да кажеме, некој си зголемен тонус на самите мускули околу вратот и затоа треба да ги опуштаме. Така, може и наизмерично, еве за активност во овој дел, што го раздвижиме, често знае да биде крут, а сега одиме со движење само со главата, за она што велиме превентивно. Вие може уште на самата изведба на вежби да видите дали на една страна ви е покруто,
потешко изведбата, дали одите например на една страна до тука, на другата ода многу пониско, тоа е веќе знак дека имате лошо држење, инаку за вратна сколиоза може да биде причина и кратковидност. Ако едното око има, да кажеме, едно око кратковидност, да често се ја вртиме главата, да се наведнуваме. Има многу причини, значи многу да се зборува за сколиозата, доволно, така ги лабајаме малку рацете и нозете. Не може, значи, во овој краток термин да постигнеме се. Но тоа што станува, значи, ова е најкратко, најбитното да го пренесеме. Сега, значи, едната нога ќе биде совиена, ќе пробаме да ги стегнеме ребето, а другата права. Значи, задната нога ќе ја совиеме во коленото. Така. А предната нога, сега ќе ги смениме. Значи, задната нога ја совиеме во коленото и се наведуваме напред, за да убаво ги стегнеме посебно едниот дел од, а потоа и другиот дел од слабинскиот дел од ребетото. Така, добро. Одиме потоа горе и истегнуваме странично. Значи, во превентивни вежби што ќе ги направиме, повеќе имаме, значи, вежби за истегнување, целосно истегнување на ребетот во сите. Така ќе се трудиме така да го направиме истото тоа и со, значи, движење со главата, за да видите како се движи. А еве една демонстрација за вежба за истегнување што ќе ја направиме во седечка положба. Доволно, може да седнете. Столчето. Значи, во седечка положба, така, седим столчето. Значи, ќе направиме истегнување. Што повеќе од едната страна и другата страна. Така. Добро. Еве за вежба за време на, нели, учење, малиот одмор, за време еве на онлайн часови да може да се истегнете. Често треба да знаете. У истата ова положба, значи, важи дека може да го направиме и ова истегнување што го направивме во стоечка положба, значи рацете нагоре, за да се истегнеме убаво. Така. Добро. Сега ќе ги вратиме столчињата. И ќе пробаме да направиме, така вие најдобро да видите вртин еден. Може така. Значи, од оваа положба, значи, од оваа положба ќе одиме со искривување на ребето налево, надесно, налево, надесно. Така. Значи, целта е да се совиете точно во овој дел. Иако изгледа може би лесно, како не заморно, но во секој случај станува збор за еластичност на ребетот, така што не е баш секогаш така лесно да се изведе вежбата, не во случај на заморот, така туку во смисла на изведбата на вежбата. Сега ќе одиме со додаток, значи, овде имаме совивање во една страна, совивање во друга страна со раката. Така. Гледаме да имаме точно совивање, некогаш може да се случи ротација, но ќе треба да избегнеме ротација, само совивање. Тука може да биде крута, посебно кај машките, мускулатурата на грбот, горниот дел на грб, ако е доволно развиена, вака, значи точно тука совивање и со главата, точно, и другата рака. Да. Сега, малку ќе се поместиме, само колегата Бојан ќе застане вака странично, како мене, за да биде изведбата така на вежбата видена од друг ъгъл. Одиме странично, тука, со допир на коленото над лактот. Допир на коленото над лактот. Аголот на поставување ни над коленицата, ја гледате да биде во точно и да не го движиме многу телото, значи, а во 90 степен, значи вертикално, точно вертикално, и се трудиме со помош на слабинската мускулатура да направиме допир. Гледате, не е јак удар, не е нагло движење, туку по полека допир до лактот или над лактот, ако можеме, уште подобро. Така. Добро. Во ова положба, значи може сега ќе биде подобро, колегата на кај мене да се сврти. Значи ќе имаме од тук активирање на десно,
налево. Ќе покажеме две варијанти на оваа вежба. Значи едната варијанта е понапредна, се спуштаме тука. Ето, колегата Стефан ќе работи само со раце, допрени на главата. А тука имаме ова како трета варијанта. Така, стапалата остануваат. Сега, како ќе ја направиме на потешка варијанта што кажавме, едната рака доаѓа тука. Значи едната рака допираме до главата и сега правиме спуштање овдека, спуштање, допир, па ги менуваме раците и обратно допир до коленото се правиме да прави. За да имаме поголемо совивање. Така како на оваа страна, одлично и со главата, значи многу не е битно со главата да направиме движење целосно, за да остане носот, така да кажеме, така. Да не ротираме главата, значи тоа се можни грешки, што гледате, треба да ги покажеме, за да ги превенираме. Зашто секоја ротација во суштина не е добра, ако е неконтролирана, веќе научена од лошо држење или да кажеме, едностранично, повеќе кон една страна. Така. Супер. Добро. Истото во овоа движење се прави само една вежба, малку попасивна, каде што се стават раците вака и доведуваме колено странично со натрешната страна повисоко. Зошто? Работиме иначе вежби во различни делови што го фаќат грбот, односно рабетниот столб. Значи, еве гледате вежби што го фаќат доста многу од претходно имавме граден дел, слабински дел, па дури комбинирано може да биде целта, овдека например да останете фиксирани со грбниот дел, а да се движи она мускулатура од слабинскиот дел. Супер. Доволно. Така. Сега ќе покажеме, значи, слабинско подигнување овдека и задачка горе. Значи, ова ни е најлесна варијанта, каде што ученикот, например, нема сила мускулатура да ја направи, каде што се подигнува и задржува неколку секунди. Ова ни е потешка варијанта, уште потешка ако немаме допир со рака, пробуваме да се задржиме, малку се спуштаме, се качуваме, може да се помогнете и со рака. Имаме потешка, но доволно е ова. Задачка правиме горе. Ако сакате може да се спуштите на секој повторување, но еве потешка варијанта, не се спуштаме, туку само се наведнуваме и се качуваме. Значи, затоа и покажуваме соодветно на вашето ниво да најдете варијантата, тежината од овие понудени можности за изvedба на оваа вежба за зајакнување на слабинската мускулатура. И држењето може да биде едноставно во друга, може горната нога. Ајде да покажеме само и другата страна. Види, ќе треба да ги вежбаме. Ова е вежба малку за зајакнување, че работевме вежби за истегнување, а ова е вежба за зајакнување на страничната мускулатура. Така, правиме високо кревање. Одлично. И спуштање. Значи може да не се спуштиме до подот, може ако е тешко, на секој повторување да се спуштите на подот. Гледате да имате соодветното, доволно. Тука е битно да видите ако на една страна ви е потешко, може да направите 5 повторувања, на друга страна, пример 9, 10, 11, значи веќе е нееднакво зајакната мускулатура и тоа ви дава знак дека можеби ви имате веќе степен функционално, нели, на сколиоза или на активно, без разлика или пасивно како е поставена, значи може да доведе ако подложите со структура. Ќе олабавиме малку, бидејќи ова се повеќе превентивни вежби, не се тешки, ќе направиме соодветно истегнување. Истегнувањето ќе го направиме во две насоки. Оваа вежба, значи постранично, коковите се горе, одиме со дланки што подолго, ги влечеме коковите назад и потоа одиме во една страна, главата не е ротирана, останува челото, лицето надолу. И пробуваме да ги влечеме коковите надолу. Така, значи пробуваме да го излечеме колкот, така, со тоа што целосно истегнуваме. Тука, одиме кон една страна и потоа нормално кон друга страна, така.
сакаме да ги излечеме колкот, но што подалеку да излотиме со дланките, што подалеку. За да изтегнеме странично, убаво, мускулатурата на горниот дел на грбот, славинската мускулатура. Супер. Така, ќе направиме пак една вежба со истегнување, во овој случај, значи се трудиме да остане коленото, стапалото е допрно покренато, да остане коленото долу и да задржиме истегнатост со длабоко издишување. Истегнувањето на двете страни во секој случај е одлична работа и, како што споменавме до сега, и можност за дијагноза, да видите дали едната нога, едната страна ви е покрута, а сега и другата страна, дали едната страна, на едната страна многу полесно се изведе вежбата. Така, задршка. Оно што го зборуваме, не го скокајте никош делот на истегнување, секогаш трудете се да ги поместите вашите граници, да бидете поеластични, значи мора да се потрудите, кога ќе се појави некој степен на замор, да кажеме малку на, не е болка, но е така на крутост, треба да се држите, да издишите, да пробате да бидете малку поеластични, значи да отидете малку понапред. Добро? Ова е исто одлична вежба, каде што може да се, ако имате проблем, да се подпреме и да го исправиме телото, значи може да ја направите и вака, со подпирање со дланките, да го излечите ребетот нагоре, каде што се трудите со колениците да отидете надолу. Така. Одлично. И ќе направиме една вежба во лежачка положба, што во суштина е добра, како проверки за спиење. Значи, сколиозата може да биде и лоша положба, значи да биде причината лоша положба, значи во седење, стоење, лежење. Значи од овдека ќе издолжиме едната нога напред, но при тоа трупот да остане фиксиран и да ги издолжиме рацете што повеќе напред. Значи, стапалата на колениците, нозете се исправени, стапалата на колениците и сега ја излекуваме едната нога напред, во исто време ги влечеме рацете наназад и малку во спротивната насока. Значи, ако сме излекле, еве како што Стефан ја излекува десната нога напред, тогаш се трудиме малку налево. Така, значи, ја излекуваме, ја поставуваме едната нога напред, еве ќе покажеме пак. Значи, од тука ја излекуваме едната нога напред, се истегнуваме на спротивната страна. Значи, ако десната нога е излечена, одиме налево. Па потоа, левата нога напред и водиме малку со вење на десно. Се разбира дека може да истегнете на крајеви двете нозе и да се истегнете што подолги да видите вака со телото, што повеќе рацете назад, а да ги задржиме нозете, така истегнати. И потоа да се опуштите, да издишите. Значи, пасивната положба и во спиење, може да биде некој скриен причинител за сколиоза, убаво е да се прави ова вежба, а со неја денеска завршуваме овој час на превенција за сколиоза.